Добредојдовте во 15-тото издание на градината на Филип. Што се случува во мојата градина? Почнуваат подготовки за садење на малини и за садење на некои есенски градинарски култури. Во ова 15-то издание имаме многу гости и ќе зборуваме за многу интересни теми. Во рубриката "Во градината има само љубов" зборуваме за одгледувањето на лешникот, а потоа следуваат двајца прекрасни гости. Прво ќе ја представам дамата Мишела Переска, производител на лешници заедно со своето семејство и исто така семејно прават многу специфични продукти од лешник, кои не се вообичаени за нашиот пазар, а се многу вкусни. Ќе зборуваме за маслото од лешник и за чипс од лешник, како и палетата на производи што ја нудат тие. Еден исто така голем креативец и гурман е вториот наш гостин, Пеце Клечкаровски, од неговата ајде да речеме неговиот бизнис наречен Леска, кој прави, не можам да ви кажам какви вкусни кремови од лешник. Ќе зборуваме за палетата на неговите производи, за магијата на создавањето на тие превкусни кремови и за чоколадата, но и другите продукти кои тој ги прави. И Мишела и Пеце ќе споделат и интересни рецепти со нас во нашата емисија. Имаме и трет гостин за денес, тоа е Дарко Дамковски од Дардам градини од Прилеп, земјоделски, односно шумарски инженер, кој со својата фирма Дардам се грижи дворовите во нашиот град, па и многу пошироко да бидат прекрасно уредени, и ќе зборуваме за засадувањето на украсни грмушести и дрвенести растенија, кое е актуелно во овој период, а Дарко ќе сподели и искуства, но и многу важни совети за љубителите на убави дворови, паркови и цвеќиња. Навистина исклучителни гости, како и во секоја наша емисија, затоа од 17 до 19 часот останете со нас, ќе научите многу новини, ќе посакате да ги пробате вкусовите што ние ќе ги представиме и секако издвојуваме време и за градинарите, и за сладокусците, и за цвеќарите, и за сите што знаат да уживаат во убавото. На Радио Пела, градината на Филип, среда од 17 до 19 часот. Градинарски поздрав! Петнаесетто издание во најубавото студио на Радио Пела, 15-то издание на градината на Филип. Ние сме расположени како и секогаш за дружба со вас, за споделување на ведри теми, за споделување на знаења и на се што е поврзано со земјоделието, градинарството и убавата страна на животот. Тројца соговорници дури имаме во денешната емисија и ќе зборуваме на интересни теми, како што реков на почетокот, а тема во однос на рубриката "Во градината има само љубов" денес ни е лешникот. Но пред да зборуваме за лешникот, да се заблагодарам за сето внимание со кое не следите сите овие 15 емисии, за просечната гледаност од 2000 луѓе во текот на емисијата, за сите коментари, честитки и сугестии во врска со емисијата. Можете секако да не следите со лайвстрим на Facebook, кога одиме во живо, значи секоја среда од 17 до 19 и во истото време на радиоетерот на фреквенцијата 96,8 FM, на балканските платформи
Исто така на секогаш достапни се емисиите после ден-два и на YouTube каналот на Радио Пела. И како што велам често, 1000 можности и начини да бидете со нас, а ние даваме 1000 причини да докажеме дека едноставно заслужуваме да бидеме слушани и гледани од вас. Лешник, сите го сакаме, може би најмногу во чоколадо. А ќе зборуваме и за тоа со нашиот соговорник Пеце Клечкаровски од и неговиот мал бизнис Леска, кој се шири и кој станува многу препознатлив. Но сега да позборуваме малку за одгледувањето на лешниците. Есента е време кога е погодно да се садат лешници и затоа ќе кажеме дека лешникот е средоземна култура и има големи барања од светлина. Многу е необична затоа што за разлика од другите сорти кои цветаат на пролет, лешникот цвета во зима и тоа од декември до март. Коренот се расте и се развива многу плитко во слој од околу 30 сантиметри. Ресите што ги има лешникот представуваат всушност машки цветови, а женските се едва и видливи и имаат изразито црвени толчници. Дивите врски на лешник сосема добро растат воглавно и на рабовите на шумата, и исто така и на лоши и сиромашни земјишта. Животниот век, замислете, на лешникот е 70 до 100 години, а плодонесењето е од 50 до 70 години. Почнува да раѓа во 3-та или 4-та година, а во полн род доаѓа за 7 или 8 години. Во полн род едно стебло може да даде 8 до 12 килограми, а од плодот 50% отпаѓаат на лушпата. Во зависност од начинот на кој се одгледува, од густината на садење, од другите агротехнички мерки, приносите на лешникот се движат од 2,2 до 3,6 тони по хектар. Сега да видиме секако агроеколошките услови за одгледување. Тука се температурите, значи ниските температури на воздухот предизвикуваат измрзнување на едногодишните изданоци на температура од минус 30 степени, вегетативните пупки на температура од минус 25, неотворените машки и женски цветови на температура од минус 18 до минус 16. Водата е важен фактор во однос на одгледувањето на лешникот, затоа што лесникот сака постојано да има влажна почва во текот на целата година и значи имаме од 800 до 1200 милилитри се потребни во текот на целата година. Рековме дека во однос на земјиштето леската поднесува полоши земјишта и ако ги засадиме на таква земја, секако дека родот ќе биде помал, но за разлика од тоа некои други култури на такви почви воопшто не би успеале, а кај лешникот само би бил намален приносот. Сортите на леска кои имаат високи генетски потенцијали за родност можат да раѓаат само на добри земјишта и секако со оптималната нега. Добрата почва за лешникот е онаа што е умерено влажна, средно длабока, со поволна структура, со голема содржина на хумус и pH вредност од 5 до 8. Тоа значи дека имаме варијација од благо кисела до неутрална и потоа базна средина. Добро подноси карбонатни и иловичести почви
и успешно се одгледува на почви каде што успева и виновата лоза. Како да ја припремите земјата за садење? Подготовката за плантажата, кога станува збор за интензивно одгледување, се обавува темелно, како и за другите интензивни овошни сорти. Секако дека треба да настане рамнење и длабокоорање на земјиштето со претходна анализа на хемискиот состав и доколку земјата нема основни хранливи елементи во доволна количина, како фосфор и калиум, или доколку е прекисело, може да се додаде потребна количина на минерални ѓубрива според препорака од стручни лица. Во однос на изборот на садниот материјал, треба да се изберат првокласни садници и сорти кои можат меѓусебно да се опрашуваат. Бидејќи лешникот цвета во зима, опрашувањето настанува со ветрот и многу долго цвета, но заради посигурно оплодување во засадите треба да се насадат најмалку 3 компатибилни сорти. Во однос на подлогата, лешникот си има подлога од сопствениот корен, а во однос на изборот на сортите има повеќе проверени комбинации, како што се и старскиот, римскиот, халскиот, сортите Тонда Джентиле, Тонда Джентиле Романа, Тонда ди Джифони и други се препорачува за јужни подрачја со повисоки просечни температури. Во однос колку е тешко или лесно во врска со одржувањето на засадот, во текот на одгледувањето на лешникот треба да се изврши меѓуредна обработка, да се окопаат садниците во првата и втората година, како и примена на овде се вели земјишни хербициди, но тоа се мисли сепак на интензивното производство. Во органското производство или во производството за хоби, тоа не е потребно. По 6 години во подрачјата на кои има доволно дожд во летните месеци се препорачува формирање на затревена површина во меѓуредниот простор. Исто така потребно си е ѓубрење, а секако многу важна е и резидбата која директно влијае на обликот и на продуктивноста. Гранките при резидбата имаат подобро осветлување и на тој начин лешникот има принос зголемен 2 до 3 пати поголем во однос на оние гранчиња кои се наоѓаат во сенка доколку не правиме резидба. Нема повеќе да зборуваме за лешниците, затоа што наскоро ќе ни се вклучи нашата прва соговорничка Мишела Переска, која е производител на лешници и на ексклузивни интересни производи. Ќе имаме телефонски, ќе разговараме, вие преку фотографии, оние што не следат на лайвстрим, ќе видат за какви производи се работи, а секако останатите ќе имаат можност да не слушнат, да слушаат Мишела и да видат со што таа се занимава. Нови начини, нови искуства, нови моменти во подготвувањето на некои рецепти од лешник кои за нас можеби се уште нови. Одиме со мала музичка пауза и ја вклучуваме Мишела Переска.
Уживаме во звуците на најновиот албум Македонисимо на Симон Трпчевски. Тоа е нашиот музички избор за 15-тото издание на Градината на Филип. А веќе имаме нашата прва соговорничка, Мишела Переска, со која ќе зборуваме за производството на лешник, но и за специфичните производи која таа заедно со своето семејство ги произведува. Станува збор за семеен бизнис. Мишела, добар ден и добре ни дојде во Градината на Филип. Добар ден, здраво на сите, добре ве најдов. Иако вака телефонски, се надевам дека си седиш удобно и дека ќе ни биде пријатен нашиот разговор. Да, се надевам и јас. Кажи ни прво за вашето производство на лешници, каде се наоѓа и како, колку долго вашето семејство се занимава со тоа, како е дојдено до идејата и одлуката да производството да биде токму на лешници? Па вака, значи со производството на лешници започнавме пред десетки на години, кога ги засадивме, татко ми поточно ги засади, самите лешникови насади и исто така да кажам дека се наоѓаат во село Лажан и Струга, во еколошка чиста средина, да напоменам. И така, со самото одгледување успари имавме пласман само на самите лешници. Со текот на годините, потоа дојдовме до информација успари, сосем случајно, дека во сите европски земји, па и Хрватска и Словенија се произведува масло од лешник. Не заинтересира тоа и решивме дека можеме и ние едноставно да го правиме тоа од нашите лешници и така се започна пред 5 месеци, значи сосем случајно, скрос изненадени од самите здравствени придобивки на маслото и искрено не толку сложената постапка на производство. Ни звучеше примамливо, предизвикувачки, за почеток и така се започна. Ја порачавме машината за масло, ги следевме инструкциите и тоа беше тоа. Искрено немавме од кој да црпиме некакво искуство или знаење, бевме во исчекување и со огромно нетрпение очекувавме да видиме што ќе излезе од самите лешници, од самата машина и успари во што сме ги вложиле парите и дали ќе ни се исплати. И навистина од првите капки масло останавме воодушевени од вкус, од мирис, интензитет, арома, сладките ноти на лешникот и искрено не зажаливме. Си рековме, продолжуваме, тоа е тоа. Ќе го правиме барем за почеток за наша душа и за блискиот круг на нашите пријатели, но да бидам искрена, брзо се расшири тоа и паралелно се зголеми самото производство. Сакав пред тоа, ќе зборуваме малку подетално за маслото, особено да ни кажеш околу процесот на правење, но и оние придобивки здравствени од неговата употреба, но пред тоа сакам да те прашам на колкава површина се засадени лешниците, во однос на сортите и во однос на тоа колку како се подредени нештата, бидејќи станува збор за семеен бизнис, колку луѓе се потребни и како сето тоа заеднички функционира. Така, значи имаме лешници посадено околу 300 корени. Така. Сега, да, семеен мал бизнис. Искрено, берењето без механизација е малце потежок процес, меѓутоа за неколку дена се организираме фамилиарно и
со некој осмислен процес на берење, олеснителен, така и ги собираме. Наводнувањето ни е систем капка по капка на сите лешници. Бидејќи предходно, пред да разговарам со тебе, споделував информации во врска со одгледувањето на лешници во однос на сортите, дали имате комбинирано повеќе сорти на лешник или одгледувате една сорта? Две сорти на лешник се, значи Тонда Джентиле големите, овие округлите таркалезните, и нема да ми замерите, другата сорта ја заборавив. Да не ми се мучи татко ми. Меѓутоа ја изумив од долгиот лешник, меѓутоа во глобала ни се овие големите таркалезните Тонда Джентиле. Сега, дали идејата за преработка за создавање на маслото од лешник дојде, да речеме, од причина што сакавте нешто ново, или можеби се соочивте со проблеми во однос на откуп или ниска цена на лешникот како лешник како плод, па тоа ве наведе, или едноставно вие сакавте да експериментирате? Па не, искрено си ги продававме лешниците толку колку и да имаше на годишно ниво, колку и да сме собрале, сите, мислам, ги продававме. Цената секогаш беше солидна и добра. Меѓутоа, да, сакавме нешто ново и ни звучеше многу предизвикувачки тоа што навистина видовме дека може да се произведува масло од лешник, постапката не е толку сложена. За почеток и си рековме зашто да не пробаме и да не ја искористиме таа можност. Мишела, колку лешници, колку килограми се потребни за да се добие литар масло? Од 1 килограм лешници излегува од прилика некаде 200 милилитри масло. Така. Затоа па јас имав можност на органското пазарче во Битола да го набавам тој производ, иако да ти кажам, се уште не сум го пробал. И затоа Филип. Замисли, не знам како одолеав, ама веројатно чекав момент да поразговараме и чекав да споделиш со нас некој рецепт да знаеме како да го употребиме, но тоа ќе го оставиме за крај на нашиот разговор. Да. А сега би сакал да ни кажеш нешто повеќе за значењето на маслото, односно за неговите придобивките од него доколку го користиме. Така, значи вака, навистина примената е широка, првенствено здравствена гледна точка, богато е со изобилство на премногу витамини, минерали, омега-3 и омега-9 масните киселини, кои што сите знаеме дека се многу добри и се борат со кардиоваскуларните заболувања. Специфична состојка е витаминот Е, односно состојката во витаминот Е, алфа-токоферолот, која што се бори против канцерогени заболувања. Во козметиката се користи за надминување на знаците на старење и други специфични состојби на кожата. Сега сакав да ви кажам за масните киселини. Ова масло содржи 94% полинезаситени масни киселини, кои што во ниту едно друго масло од растителна група на масла не постои такво количество. Олеинската киселина е застапена во 85%, линолната киселина 25%, палмитинската киселина е 9% и сеаринската киселина 4%. Високо е присуството и на фитоспиролите. Така. И сега, покрај маслото, вие правите и еден друг специфичен производ, а тоа е чипсот од лешник, така? Така, значи чипсот од лешник излегува како краен продукт од самото истедено масло. Значи онај
лешник што го ставаме во машината, за да се исцеди маслото од него, ствари излегува како крајен продукт чипсот од лешник. Истиснато маслото од него, ствари чипсот од лешник е самиот лешник само во пресувана состојба без толку големо присуство на масло, затоа што маслото сме го извадиле, нели, со самата постапка. А каква е пак неговата употреба? Исто како што си го јадеме другиот оној класичен чипс, како да речеме... Па, неспоредливо, јасно дека е неспоредливо, во позитивна смисла со класичниот чипс Така. што го јадеме, затоа што си ги зачувува своите исто витамини и минерали од самиот лешник кој што ги има, што значи дека е многу поздрав. Јас го конзумирам како во форма на мусли, за доручек, за ужинка, со благи работи. Значи, комбинациите му се онака бескрајни. Може да се додава во салати, исто така. Мислам, таков е крцкаво, вкусно. Ајде сега, еве јас во мојата рака го имам шишенцето од ладно цедено масло од лешник, вашиот производ. И бидејќи реков се уште не сум го пробал, дали Мишела би сакала да ни сподели во што би можеле да го еве јас да го искористам маслото и сите оние кои што ќе посакаат да купат или веќе го имаат, но како би можеле да го користат. Така, значи првенствено ние го користиме во сите јадења, буквално. Значи ако може маслиновото масло да се става во сите салати или обичното масло, тогаш може и ова. Во чорби, во супи, во други топли закуски, буквално во се единствено не е добро. Греото е да го изложиш ова масло да пржи со него работи. Тоа сакав да пратам. Така, значи првенствено би било прескапо и греото. Жално да се пржи со тоа масло. Така, но може да речеме ако сакаме нема да имаме така, не е проблем да се искористи Па така. не е проблем, зашто би било проблем. Меѓутоа, не сум пробала, искрено ти кажувам, жал ми е да пржам со маслото, Так. не сум пробала, претпоставам дека ако се изложи на висока температура, дека може би му се изгубиле дел од вредностите, Така. хранливите материи. Вашите производи, значи, тука е лешникот, како јатка, потоа Така, маслото и маслото, чипсот, така? Чипсот и како крајен продукт ни останува не знам како да ви го кажам буквално, жал ми е што не сум во емисија да донесам да го видеа гледачите, како не е путер на некој начин, таква некоја маса како крем што останува од самото таложење на маслото и многу е добро во комбинација со благи работи или пак во месени работи да се стави и онака дава вкус на лешник, баш лешник, ама во благи работи во колачи е врв. Одлично. Кажи ни сега, бидејќи често сте на тие пазарчиња, поврзани сте со организацијата Slow Food, исто така, но каде се заинтересираните можат да ги набават вашите производи? Вака, значи, заинтересираните купувачи можат да ни пишуваат на нашата страна на Инстаграм, ладно цедено масло од лешник, или на нашите телефонски броеви кои што се таму поставени. За жал се уште не сме во продажба во маркети. Се надевам во иднина. Сега, ајде, сподели ни еден рецепт, некоја салата или што би можеле брзински да направиме користејќи го вашето масло. Така, значи јас сакам салатата со марува. Може да се стави малце рукола, тоа е вкус, сепак. Добро. Сирење козјо или пак обично, нема врска. Калинката му дава еден специфичен вкус. Значи може една рака калинка, изчистена. Малце од чипсот, малце мелен лешник.
Мишела, И ќе се маслото. согласиш дека е добро и да има некој да ни ја исчисти калинката. Да, во секој случај. Да, Значи, калинка, рукола, марула, марула, да. Маслото од лешник, мелен лешник и сирење, кажав, така? а какво сирење ни препорачуваш? Дали да биде меко, дали да биде биено, дали да е Па кравио, јас козјо, овчко? а, го конзумирам со меко ова козјо сирење. Сега се е ствар на вкус. Так, меко козјо сирење. Ти благодарам за споделениот рецепт. Јас верувај дека ќе го пробам деновиве. Да, па тоа сакав да ти кажам. Мислам, навистина е жално, не знаеш каков производ имаш и жално што не го конзумираш. Немој да чекаш да го искомбинираш во храна, слободно, значи тоа сакам да кажам. Луѓе кои што имаат проблем со гастроинтестиналниот систем, односно со желудник и такви слични работи, слободно може по една лажица дневно да се конзумира на сабајле, на гладно, без да се додава, да се чека за да се додаде во некое јадење. Прекрасно, мислам дека споделивме многу интересни, корисни и невообичаени информации, затоа што и сами ве ваши производи не се вообичаени, но исто така покрај палетата на интересни производи мене ме воодушеви дека како колеги, како соработници имате прекрасна соработка и со другите луѓе што нешто прават и произведуваат, и ме воодушеви каква е вашата меѓусебна поддршка со Леска, со ПЦ Клечкаровски, и дека иако и тој и вие се занимавате со производи кои се поврзани со лешниците, кај вас таа поддршка е взаемна и тоа многу ме радува. Да, навистина е така. Еве сега тој за неколку минути ќе биде наш следен гостин, а јас ти се заблагодарувам за времето одвоено да бидеш наш гостин и искрено посакувам да имаме и средба тука во нашето студио. Фала ви многу на поканата, се надевам и јас преубаво искористено време, ви благодарам уште еднаш. Ви посакувам многу успех во натамошната работа, да расте производството и многу задоволни потрошувачи. Фала ви многу. Почитувани слушатели и гледачи, ова беше разговорот со Мишела Переска за производството на лешници во село Ложани. Инаку сум имал можност два пати да го посетам ова село, но тогаш не сум знаел за Мишела, не сум знаел за производството на лешници. Тоа ќе биде повод да можеби да ги посетам и да уживам во сите тие вкусови. А секако, доколку и вие ги контактирате, ќе можете да набавите. Значи, ладно цедено масло од лешник на Facebook ги има и таму можете да најдете контакти и информации во врска со нивните производи. Продолжуваме на тема лешник и натаму, затоа што наследен соговорник, како што реков, е ПЦ Клечкаровски од малата фирма наречена Леска, која веќе навистина има премногу задоволни клиенти и ПЦ прави вистина магија во својата работилница. Но малку сега слушаме музика и се враќаме во студиото со разговорот со ПЦ Клечкаровски.
Тематски најмногу време во градината на Филип во ова издание им одстапуваме на лешниците и со векови се знае, тие се чудо, важни, здрави, корисни и така натаму, но луѓето што денес се занимаваат со нив ги произведуваат или пак ги користат суровините, свежите лешници за преработки, навистина прават посебни ексклузивни производи, а тоа го ценат купувачите, сакаат да ги имаат, бидејќи се необични, вкусни, посебни. И таков е случајот со нашиот пецек Клечкаровски од Леска, кој прави прекрасни производи, ексклузивни, сум имал можност да ги пробам и како што ми рече, едва и стигнува да ги задоволи барањата на сите оние што сакаат да купат и да вкусат. Пеце, добро вечер и добре дојде во градината на Филип. Добро вечер, Филип. Мене ми е драго што ете денеска сум дел од твојата емисија и драго ми е што сум твој гостин денеска. Штета што не можевме лично да се видиме за овој настан, но тоа е што е. Сепак ти благодарам за ова покана. Јас, Пеце, се надевам дека ќе имаме и следна можност па да се видиме и во живо и така да направиме исто разговор Обавезно. За емисијата. Јас гледам дека луѓето се просто заљубени во твоите производи, тоа се гледа и по коментарите на социјалните мрежи и по нивните реакции во живо кога ќе пробаат. И искрено се радувам на тој успех. Препознатлив си по повеќе производи, но особено по кремовите. И сега за почеток, како тебе ти падна на памет да се занимаваш со нешто вакво, со домашно произведени кремови? Значи, се случи некако многу спонтано. Јас долги години работев како готвач во повеќе ресторани, посебно во Струшкиот крај. А воедно имав и така околу 20 насадници на лешник во мојата градина. И како што кажав, се случи многу спонтано. Јас приготвував доста десерти во рестораните кај што работев. Па често ми паѓаше на памет зошто да не пробам, и така имам лешник дома. И зошто да не би пробал да направам некоја поквалитетна, понутритивно богата и поздрава верзија на познатата Нутела или на другите останати брендови од овој тип. И зашто и онака имав лешници, реков ајде да почнам да експериментирам со лешнициве и да видам што ќе испадне на крајот. И ако добијам некој добар производ, јас би го вметнал во моите десерти што ги правам во рестораните каде што работев. И почнав со експериментите, да, имав доста на почетокот борби, имав доста неуспеси. Цело време пробував разни начини, разни пристапи на подготовка, гледав доста да се едуцирам, да читам околу овој занает, да се едуцирам околу сортите на лешник, околу тоа што содржат тие, какви нутритивни вредности имаат и така натака, и општо што се случува кога ќе се направи паста од лешник и кога ќе се спои со некои други намирници. Како што кажав, првичните резултати не беа нешто задоволувачко, но во тоа време мислев дека сум постигнал нешто. Но како што поминуваше времето, јас осознавав и совладував некои нови техники што со тек на времето ги учев, и за на крај да добиам веќе дефинирани конкретни производи што кога ги создадов се одликуваа со многу добар вкус, со многу богата текстура и беа скроз практични за употреба во разни десерти, па дури во некои солени јадења. Така што приказната почна од тие експерименти
и од мојата работа нели во ресторанските кујни, за да добиам нешто уникатно и нешто примамливо за купувачите и за гостите. И од кога почна таа приказна со презентирањето на моите намази во ресторанските кујни, почна самите луѓе, самите гости што идеа во рестораните да си порачуваат и за дома, така што почнав да правам за нив и од тогаш почна нели како што кажете, то е двајт постигнување за купувачите. Мислам дека еднаква е страста со која ти тоа го правиш и страста со која се конзумираат твоите производи. Колку години веќе го правиш ова и како што разбрав, значи сето ова се твои креации, твои рецепти. Така, да. Значи целата приказна почна да кажеме пред отприлика 7 години, а веќе активно почнам од кога почнав да ги продавам, изминати се околу 4 години. Значи од кога почнав да ги изработувам, па до ден денеска успеав да создадам лично мои преку 100 рецепти, уникатни рецепти, кои што вклучуваат различни јаткасти плодови и семки. Значи, одредени рецепти може да се базираат на лешници, други рецепти може да се базираат на фстаци, на ореви, на семки од тиква, и на многу други јаткасти плодови, и од неодамна сватив дека зрното од какао практично, како и секоја јатка, како и секоја семка, може да се обработува на сличен начин, па така што ја започнав играта и со зрна од какао за најпосле да ја добиам првата за нечиска прав чоколада во земјава. Секоја чест е сега сигурно за сите овие производи веќе оние 20 лешници од твојата градина сигурно не ти се доволни. Од каде ги набавуваш сите производи, бидејќи знам дека внимаваш тоа да бидат квалитетни производи. Станува збор, значи, претпоставувам, за органски производители или? Така. Значи, пред се, значи, мојот принцип и мојата пракса е мојот принцип и мојата пракса има два главни сегменти. Првиот сегмент е соработка со локални фармери и занетчи со храна и произведувачи, кои што се многу посветени на нивната работа и во кои што можам да бидам сигурен дека ќе добиам најквалитетната намирница. Другиот сегмент е баш за квалитетната намирница, значи безкомпромисно целам кон тоа секогаш да ја имам најдобрата и најквалитетна намирница од најквалитетните сорти. Соработката со локалните фармери и локалните произведувачи е многу битна поради биодиверзитетот, поради уникатноста, поради единствениот вкус што може да ни го понуди оваа земја каде што се наоѓаме, но доколку некои намирници не можат да се огледуваат тука, не може да се најдат тука, например, тоа е случај со какаото, тоа е случај со фстакот и така натаму, тогаш соработувам со надворешни фармери, кои што се исто така посветени и секогаш и од нив ја добивам најквалитетната намирница. Значи, безкомпромисно целам кон тоа да имам соработка, пред се да ги поддржам земјоделците и фермерите и на купувачите да им понудам незаменлив вкус, уникатна текстура и нешто што ќе можат да го памтат и нешто што не би можеле да го најдат на друго место. Сето тоа се базира на посветеноста и на главно и на соработката со овие фармери и земјоделци што ја имам. Јас ти кажав, првата количина брат ми ја изеде, после си купив, па го викнав друштвото, правев палачинки и пак цела количина ми отиде, така да вечна потрага по твоите производи. Така да, ќе морам нова да ти спремам сега. Да. Еве си нарачувам, се најавувам. Готово, ќе те ставиме на список. Сега,
обично многу се зборува, нели, разни луѓе кои се занимаваат со храната, експерти, лекари, колку е здраво или нездраво да се јаде чоколадо. Кажи Добро. ни за твоите чоколада. Вака, какаото и чоколадата воопшто е многу здрава намирница, посебно ако тоа се изработи како што треба. Но откаде потекнува всушност тоа дека чоколадото е нездраво? Тоа мислење потекнува најпрво заради индустриското производство на чоколада. Индустријско производство на чоколада всушност подразбира не само неквалитет во нутритивна смисла, туку подразбира и неетичко производство на чоколадата или на било која друга намирница. Што подразбирам под тоа неетичко производство? Морам да напоменам дека бизнисот со чоколада и со какао е всушност еден од најцрните бизниси што постојат на планетата Земја. Практично 80% од производството на чоколада се базира на робовладетелство во буквална смисла, значи во земјите од трет свет, во сиромашните земји, посебно земјите што се наоѓаат во Африка, во Јужна Америка и така натаму, многу се злоупотребува работната сила и буквално во некои земји буквално постојат деца што се робови на големите компании што се воопшто платени, буквално гинат по плантажите и всушност тие деца никогаш не ни каснеле чоколада во животот. Така што големите корпорации, да не ги набројувам сега, значи големите корпорации што се занимаваат со производство на чоколада, освен тоа што не нудат некоја нутритивна вредност на самиот производ, туку ете на еден начин не фер и не етички се поставуваат кон земјоделецот, кон фармерот и кон работникот воопшто. Така што постои разлика, значи, помеѓу занечиското производство на чоколада и чоколадни производи и индустриското производство на истите. Голем тренд денеска е што низ светот, претежно низ Европа, па и секаде низ светот се појавуваат слични занаечи што се занимаваат со производство на чоколада и тие го практикуваат она движење што се нарекува bean to bar. Bean to bar значи од зрно до чоколадна табла. И смислата на bean to bar движењето е да фармерот биде фер исплатен, намирницата секогаш да се зема од прва рака и со тоа да има реципроцитет. Тука да ни кажеш малце за твојата работилница се наоѓа во Струга, така? Да, конкретно во селото Драслајца, Струшко, тоа е на 5 километри од градот Струга. Од таа работилница, дали ме интересира дали сето ова сам го работиш и наведи ни, знам дека имаш премногу рецепти, но ете дел од твојот богат асортиман. Така, значи голем дел работам сам, но секако тука најмногу ми помага околу некои работи, ми помага мојата сопруга, понекогаш се вклучува и мајка ми, но еве да кажам 70-80% од целата работа некако морам, за сега ја одржавам сам. Значи тука станува збор за печење на јатките, нивно лупење, нивна селекција. Претежно тие работи околу печењето, лупењето, селекцијата и така натаму ми помага мојата сопруга. Но потоа има разни други процеси, например, прво мелење на јатките, па второ мелење на јатките, па после доаѓа процес на кончирање и рафинирање, тоа се случува во специјални машини што личат на млинови, што работат со помош на гранитни камења. Тој е процес на рафинирање и кончирање. Потоа
После тоа, нели, треба да се измијат тегли, па треба да се наполнат теглите или да се формира чоколадата во калапи, па после сето тоа да се спакува со амбалажа, па да се достави или во крајен случај да се прати по некој од поштите, па да се спакуваат пакети, па тука постојат и примања на нарачки од клиентите, цело време има комуникација со клиентите, бидејќи има доста видови на производи, ги интересира на купувачите што би сакале да купат или што би сакале да јадат, така што нив мора многу добро да им се објасни тоа. Значи, горе-долу, во кратки црти, да, процесите се стварно комплексни и стварно има многу работа. И јас буквално онака по цел ден од сабајле до касно навечер јас сум буквално во мојата работилница и интензивно работам на сето тоа. Но во иднина планирам да го зголемам производството, тоа ќе се случи во блиска иднина, веќе правам нова работилница. Почнавме со градење на градбата и во блискина, како што реков, ќе окренам капацитетот и планирам да веќе е време да вработам и други луѓе кои што би ми помогнале, би ги обучил за да го работат како што треба овој занает. Штом има толку уживатели во твоите производи, се надевам ќе има и луѓе кои ќе сакаат да ја работат оваа работа и да ја создаваат таа алхемија од вкусови. Целта и пред се да, бидејќи во Македонија првпат го почнувам јас ова, првите чекори ги почнувам јас во смисла на производство на чоколада, на производство на чоколадни производи и производи од јаркасти плодови. Практично сакам да создадам една нова генерација на занечиот од истата струка, што и тие во иднина би си создале нешто свое креативно, нешто свое уникатно и ова да настане, да кажеме, како едно движење, занечиско движење, што ќе се случува во Македонија. И тоа ми е едно од главните цели да го постигнам, значи да не бидам само јас, туку да создадеме една силна врска, една силна поврзаност со тие што имаат желба да научат, за сето ова се развие во едно убаво движење, во една убава група од луѓе што би се занимавале со ова и би биле исто така креативни и иновативни во таа смисла. Па токму затоа таа твоја приказната на леска има повеќе сегменти што се важни, како што ги спомна ти, да се поттикне за најчиското производство, да се ужива во вистинска квалитетна храна, но и она што го спомна во однос на зачувување на биодиверзитетот. Сето тоа се многу важни компоненти и за крај ти ни најави дека сега следуваат голем број настани каде што ќе бидат представени твоите производи, каде што луѓето ќе можат да ги пробаат, да ги купат, иако можат на социјалните мрежи да те најдат, кажи ни кои се другите начини каде што преку кои можат да ги порачаат твоите производи. Така, значи за сега единствен начин е само преку социјалните мрежи. Така. И за тоа мора сите тие што сакаат да нарачуваат, мора што се вика да внимателно да ги пратат моите објави, дали на сторења, дали на регуларни објави на Facebook или на Instagram, мора внимателно да ги пратат за да практично си фатат ред и да си резервираат својата нарачка. Бидејќи станува збор за многу рецепти кои до сега ги имам создаено, станува збор за широка палета на производи, јас секако не секогаш ги правам достапни сите производи за нарачка. Туку, например, на секои 3 до 4 месеци правам една селекција од 5 до 10 производи и од таа селекција формирам едно мени, каде што е во документ се објаснато за секој производ и за процесот на нарачка и за резервација и практично кога имам создадено јас ново мени по социјалните мрежи,
веќе неколку недели пред да го пуштам, пред да биде менито официјално, јас го најавувам интензивно менито дека наскоро ќе се случи, дека ќе има, и тогаш во тој момент мора луѓето што сакаат да нарачат внимателно да ги пратат моите објави за кога ќе го најавам денот за резервации, да можат во истиот момент, буквално на тој ден да се направат својата резервација, бидејќи после неколку дена, бидејќи интересот е голем, се пополнуваат сите резервации за следните, да речеме, 4 до 5 месеци. И буквално за неколку дена, и веќе после тие неколку дена јас ги затворам нарачките и веќе ќе морат да чекаат за следните 3-4 месеци за да можат да нарачаат ако не успеат. Така што тоа е единствениот начин за сега, бидејќи капацитетот на производство ми е занечиски, е мал, не сум фабрика, не сум индустријско производство, така што морав да правам нека организација на овој начин за да може да има некаков ред и да може да се резервира саканиот производ. И според твојата филозофија не ни целиш кон индустријско производство, туку развој на занаетчиското производство. Да, дефинитивно. Јас значи буквално не цела ми, веројатно никош нема се случи да бидам индустрија. Јас го сакам, бидејќи занаетчиското производство, занаетчискиот начин на изработка за мене има многу поголема смисла и има многу поголема вредност. Значи не целам јас да се збогатам од ова и да станам индустрија, да имам синџир од фабрики, туку целта ми е нештото да се направи со љубов, да не биде стерилно. Туку да се направи со љубов и пред се да се задржи квалитетот и да се задржи автентичноста на самиот производ. Доколку производството би било индустријско, мислам дека ќе се изгуби секоја смисла и леска нема да биде тоа што беше замислено да биде. Сега следи настанот Винодонија, каде што ќе се појавиш со своите производи, така? Так. Да, тоа ќе се случи во петок и во сабота во хотелот Лимат во Скопје. Така, и следат до крајот на годинава уште неколку настани. Сите оние што ќе те следат на социјалните мрежи ќе можат да знаат каде се... Баш сакав тоа извини, ќе те прекинам, баш сакав и тоа да кажам, значи тоа се социјалните мрежи, еве, со овие настани што се случуваат, јас секогаш планирам одредена количина на производи кога се случуваат вакви настани. Значи, купувачите може да ги посетат тие настани на лице место, нели да дегустираат од производите и да си одберат некој производ да си купат за дома, но сепак на тие настани носам производи што се во малички пакувања, не е исто како да нарачаш преку социјалните мрежи. Да речеме, ако нарачате преку социјална мрежа, имам избор, да речеме, и поголеми и помали тегли, додека на овие настани капацитетот ми е да учествувам само со помали амбалажи. Така. Ние имаме рубрика Пиши вака, во која споделуваме некои рецепти или некои марифети во однос на готвењето. Твојата задача за крај на нашиот разговор е да избереш еден од твоите производи или два, не знам, колку што се потребни, и да ни предложиш некој рецепт каде што би искомбинирале твој производ со нешто друго и би имале еден оброк или еден десерт. Така, тоа треба да се случи во пишана форма или не, сега еве да слушнеме вака додека ни трае емисијава. Па еве да кажеме, генерално производите можат да се вклучат во најразлични рецепти, од десертни, сладки до солени рецепти. Претежно во кај солените рецепти, дали тоа било главно јадење, дали било некој предјадење или салата, често се употребуваат моите чисти пасти или путери од јатки. Додека кај десертните, односно сладките јадења, најчесто се употребуваат кремите. Например, со путерот од лешник, путерот од лешник може да се употреби како прелив за многу салати. Например, еве сега правев една есенска салата, беше многу интересна салата, каде што употребив испеков тиква, буквално тиквата ја испеков на коцки и ја испеков во редна, дори добие една убава
карамелизирана боја и парчињата тиква ги ставам на тањер. Парчињата тиква исто така ги преливам со сладко од пиперки. Има доста произведувачи исто така занечи во Македонија што произведуваат сладко од пиперки. Стварно е многу интересна намирница за посебно вака за ладни предјадења и за салати и така натаму. Значи печена коцки од печена тиква, сладко од пиперки комбинација, микросалати некакви, да речеме микрограшокот доаѓа тука, добро влегува во игра. Имаме неколку произведувачи што произведуваат микросалати во Македонија, така што микрограшокот исто така влегува на тањерот. Некој печен лешник исецкан исто така влегува во игра и сето тоа дозгора може да се прелие со путерот од лешник. И практично добиваме една убава сезонска есенско-зимска салата каде што си играме со вкусовите на есента и на зимата и имаме контраст на текстури, нели, крцкавост од лешниците, ова мекоста на тиквата, а исто така заборавив некое убаво меко овче сирење може да влезе тука во игра, како исто така контраст на меко со крцкаво, свежината на микрограшокот, блажината на сладкото од пиперки и стварно еден убав баланс, еден убав спој на вкусови. Додека еве во кај сладките, кај десертите може да се изработуваат со моите креми фантастични чизкейкови. Например, јас доста во последно играм со тие десерти што се на база на крем сирење. Значи, допред неколку години крем сирењето беше познато дека може да се најде само во маркети, најчесто беше од индустриско производство. Но еве гледам во последно почна за нечи произведувачи на сирење да произведуваат собствено крем сирење. Тоа е да речеме би ги спомнал Козе млеко Планина, би ги спомнал млеко од нашата фарма, имаат фантастични крем сирења и практично за да се добие еден убав чизкейк доволно е да речеме 200 грама бисквит да се измеша со мелен бисквит, значи да се измеша со отприлика 120 грама путер, доколку може да се набави домашен путер, тоа би било уште подобро. Тука мислам Аја Фарм ги имаме, така? Аја Фарм имаат фантастичен путер, исто така и млеко од нашата фарма имаат многу добар путер. Значи, ете денеска достапен ми е за можеме да си нарачаме и домашен путер, значи бисквит, путер, стопен, измешано, тоа е една подлога. Па после заеме крем сирење, обично 600 грама крем сирење со 300 грама некој крем. Тоа може да биде чоколаден леска крем, лешник и чоколада, може да биде лешник фстак, сите оние кремови што содржат какао путер во нив. И практично 600 грама крем сир, 300 грама леска крем, се заедно со 80 грама шекер, се бија заедно со миксер и се добива една убава хомогена смеса, подлогата од бисквит ја полеваме со смесата од крем сир и леска крем, па чекаме малце сето тоа да се стврне во фрижидер и од одгора го преливаме со еден убав ганаш. Ганашот може да биде од исто така од леска крем, од 200 грама леска крем, промешан со 200 грама крем за готвење, жежок крем за готвење, сето тоа се поврзува и чизкейкот се прелива со тоа, се остава уште некој сат во фрижидер да се стврне и буквално на крај добиваме еден прекрасен десерт, прекрасен на тањер, презентираме прекрасно парче чизкейк и сето тоа може да биде прелиено со некој домашен джем, речеме джем од шипки, страшно добра комбинација со чоколешник чизкейк на пример. Тука може да влезе во игра некое сладко, некое сладко. Пеце, многу е тешко човек тебе да те слуша. Огладневме сите во студиово. Така.
ти благодарам за споделените дури 2 рецепти еве ни сподели што мислам дека за рецепти можеме да збориме до сабале, другарче. Гале немаме. ти благодарам што одвои време да си вака телефонски дел од нашата емисија. Дај Боже здрави и живи да се видиме и во живо и да ни дојдеш во Прилеп, па во нашето студио да разговараме и да дегустираме. Филип, ти благодарам премногу за поканата, баш фино си поприкажавме сега и баш би сакал да те посетаме во Прилепа, би сакал да на лице место да си направиме на дегустација и на твоите производи и на моите и да ги споиме, може да ќе испадне некој уникатен рецепт, така што да останува тоа за во блиска иднина да го реализираме, да. Те поздравувам, успех на сите настани што ти следат и успех во алхемијата што ја правиш со сите тие состојки. Се слушаме и се гледаме за добро. Се слушаме и се гледаме. Бидете поздравени. Поздрав. Почитувани гледачи и слушатели, тоа беше разговорот со Пеце Клечкаровски и неговата занаетчиска работилница од село Драслајца, Струшко. Ние малку ќе слушаме музика, го слушаме албумот Македонисимо од Симон Трпчевски и денес имаме и трет соговорник и отстапуваме повеќе простор да зборуваме на барање ваше, на нашите гледачи и слушатели, за хортикултурното уредување и сега е време кога се садат украсни дрвенести и грмушести растенија во дворовите и парковите. Па затоа го имаме Дарко Дамковски од Дардам Градини, со кого ќе зборуваме на оваа тема. Тој е шумарски инженер и ќе ни пренесе и знаење и искуство во таа област. Затоа слушајте музика и подгответе се за следниот разговор. Урбан маркетинг. Времето кое што доаѓа поминете го пријатно, во добро расположение со туристичката агенција Brand Tours, која секогаш ве носи на прекрасни, незаборавни патувања со придружба на водичи. Уживајте во шопингот, специјална шопинг тура во Солун на 27 ноември по цена од 690 денари. На 13 и 14 ноември дводневно уживање во Солун и спиење во Лутраки за 1800 денари. Почеток на божитњата бајка во Трикала на 5 декември за 950 денари. Резервирајте за 3 декември во Банско за 4800 денари 2 полупансиона и на секогаш атрактивниот копалник по цена од 5900 денари и 3 полупансиони за време на ски опингот. Новогодишните програми и програмите за зима 2022 можете да ги видите на Facebook страната или на веб страната на туристичката агенција Бран, bran.com.mk. Туристичка агенција Brand Tours, секогаш сигурно, поволно и квалитетно. Резервации и информации на телефон 048 411 188 и 071 906 407.
čine brate se mene i jaz nego znam čivo je nevesto oko kalešo kada nego znaj čivo je vojedna vrata vlegvite na jedna sofra ručate doći da i se opulam doći da i se opulam što oči nosi na sebe da li prilegat za mene. Може би некој ќе каже дека 15 емисии се ништо, ама јас и техничкиот реализатор Никола Димески и нашите колеги, односно колешки, знаат дека тоа е 30 часа програма во живо досега и токму затоа оваа емисија обично имаме по еден или двајца гости, во ова градина на Филип имаме тројца соговорници. Третиот наш соговорник е Дарко Дамковски, шумарски инженер, во насоката за зеленување и унапредување на животната средина, а бидејќи есента е период кога освен дрвенести овошни култури, освен грмушести овошни култури како што се капини, малини, рибизли, се садат исто во есенскиот период, ова е период што е погоден за засадување на дрвенести и грмушести култури кои се декоративни, кои се важни за украс на нашите приватни дворови, паркови, па и јавните површини се распира. Добро вечер и добре дојде во студиото на Радио Пела. Нове најдов и благодарам на поканата. Работите многу на терен, многу активно и не се исклучени нели можностите луѓето да набават од вас и дел од оние производи што ги нудите, украсни растенија. Ајде, бидејќи сега сме некој таков период, кој есенски, односно предзимски период е најпогоден за засадување на грмушести и дрвенести култури? Така. Најдобар период за садење, ако се работи за класични садници, е есента и рана пролет, ама есента мислам дека е подобра. Така. А доколку се работи за континерски садници, садници кои што се одгледувани и произведени во сакси, може, мислам не исклучило секој месец тоа да се случува, али пожелно е есента и пролета. Генерално важи за сите видови, дали сега за да им помогнеме на гледачите и слушателите кои можеби не се толку упатени, кои се оние основни карактеристики на декоративните дрвенести грмушести растенија? Да. Основни, односно зошто ги садиме така, ние пример така. Во нашите градини дворови, нивната боја, форма на лист, форма на хабитус, односно крошна. Така. Раст. Значи бојата на листовите или на гранките ја кажавме, формата, видот, односно дали е сенкољубив или е светлољубив, кај ќе се сади. Многу фактори се во игра. Мислам, секој различен вкус има, али генерално се знае што се употребува во хортикултура. Палетата е широка, не? Широка е на видови, дали грмушки, дрвја и цвеќето не можеме да го исклучиме од исто. Секако. А во однос на оние карактеристики за нашава почва, нашава клима, вие работите и надвор, нели, од територијата на Прилеп и Прилепско, меѓутоа сте тука сконцентрирани. Што би им препорачале на луѓето кои еве есенва можеби ќе сакаат да засадат некоја таква култура?
Кои видови ги препорачувате и кои се карактеристиките, кои услови овде ги имаме што се поволни за некои од тие? Со оглед на тоа што сме умерено континентална клима Така? и се знае, бројот, односно изборот на видови зависи од најмногу од тоа, и од климата, поднебието, почајните услови секако. Кај нас од зимзелените тујата како род, која што има повеќе видови, да не ги набројуваме, даница, смарагд, брабант и ред други. Јуниперусот како род, Така. купресусот како род, пинус, значи некои вариетети од боровите, Борот. да, пинус муго кој е многу интересен. И ацерите, дел од јаворите, ацерите, кои што, пример, јапонскиот јавор е доста декоративен. Платанот, чинарот исто го се употребува како хортикултурно растение. И доста на наши услови И сосема им виреи, одговара, да, јасени, багреми има, калеми има доста интересни, каталпата, која што и обичната каталпа и калем каталпа е убава, декоративна и многу отпорна на штетници, на заболувања, која што е многу битно. Црвена слива има исто еден вид, јапонската цреша, која што е исто калем, но интересно е во тоа што цвета, а не раѓа, стерилна, Така. стерилен вид е тој. Шимширите, берберисите, јуниперусите ги кажавме. Многу е, голем е изборот, хамаеципарис исто така, како род. Морам да кажувам латински, пошто сите нема Така. народно име. Да. Сега, за разлика од она што е сезонско цвеќе, овие се поспецифични култури во однос на одгледувањето, затоа што ни траат повеќе сезони и на што треба да внимаваме при нивното засадување. Сега овде размислувам на она дека ние не можеме, прво се многу поскапи за да се набават, второ се специфични. Кои се важни карактеристики? Цената при е садењето? најмногу варира од видот и од возраста на садникот. Така? И секако ако е калемот и тој кошта повеќе пари. Треба да се внимава при садењето, значи ако е континерска садница, правилно да се извади од саксијата, да не се оштетува многу кореновиот систем, копањето на дупката да биде соодветно на големината на корено и многу е битно истиснувањето на воздухот. Добро е да се нагази, да се натапка околу коренот за да излези воздухот, заради што коренот во допир со воздух се исушува, односно суши и може да угине растението. И исто така е битно после садењето да се тури вода, односно полевањето е битен момент, заради што водата го истиснува воздухот од дупката кај што сме го ставиле садникот. Сега следи се уште почвата е мека, може да Може ископаме да дупка, се да насадиме, залеваме веднаш по садењето. Но дали во текот на зимскиот период треба или не треба да залеваме, затоа што прашувам бидејќи може да дојде до грешки. До замрзнување, Така. да. Значи, кога паѓа ниски температурите под нулата, не треба да се залева тогаш. Ако не треба, зборуваме за кога е во земја насадено, Така. доколку во саксија, мразот знае да ја исуши почвата и тогаш е потребно, тоа го гледаме со очи, доколку почвата горе е сува, треба да се потури вода, заради што и па и сув корен не сме и да биде. Така. Зборуваме за саксите, а во земја кога е насадено, сега и држи влага, нема многу сончеви деној, што значи не знам, после пресадувањето зависи од типот на почвата, ако е глинеста, тешка почва, тоа ќе држи појче водата, ако е песоклива по растресите, ќе мора да се тури појче пати од кога ќе се насади растението. Али генерално еднаш неделно се дури не падна ниско температурите, може. Кои се тука најпопуларни или еве на пример бидејќи вие уредувате дворови, можам да речам нели целосно од уништување на плевели, рамнење и така натаму, па се до оној пофиниот Да. дел пејзажно уредување и така натаму. Кои се
видови што овде се, да речеме, популарни или ги сакаат луѓето да ги имаат во своите дворови? Најпопуларна можам да кажам тујата смараг. Така, може би заради причина што од таа фамилија имаме и култури со кои лесно се образуваат и живи огради. И да, интересна е туја смараг да е интересен заради што е столбеста форма, односно танка, висока што викаме ние, како што знаеме да кажеме. Не зафаќа голем простор, пошто има некои двори кај што стварно е проблем да ставите некоја што има неконтролирана крошна која што пушта лево десно гранки. И смарагдо е компактен, има некоја блага пирамидална форма, односно конусна форма, пошто е како конус. И тој генерално тој и најмногу причина има во уредувањето, гледам јас и социјалните мрежи, Pinterest, се гледа многу идеи, прашува во иџето, макар што некогаш и то не се вклопува со нештото како треба да биде во пракса, или то дали може така да биде или не може. Мене, јас сум многу против, пример, палми садиме, а до палмата имаме сребрена смрча или чемпрес, кој што во природа не постои такво нешто. Значи, палмата е медитерански и да не ја мешаме со умерено континентално. Како и што други медитерански видови, не му е местото како бананата, или ако правиме таква градина, да биде, пример, медитеранска градина. Да не биде од сите стилови измешано, малце... Значи да се насочиме кон на автохтоните видови кои што ги има во ова поднебје и пошироко, да го речам. Може и Европа да ја кажеме, видови што вегетира овдека. А палма и некои такви медитерански видови не му е местото, искрено. Дали, например, кон вашите клиенти кога имаат барање или замислиле некаков концепт, вие им давате совет или сте расположени, нели, да им укажете, да им сугерирате, да кажете немој палма и банана и чемпрес и смрча се заедно. Да, значи јас кога почнуваме некој проект, најбитна ми е желбата, односно дали клиентот има некоја визија за нештото. Ако речи јас ставам на тебе, тогаш е полесно да речам, пошто го правиме како што треба. Макар што желбите се некогаш битни, мора да се испоштува. Мое да кажам, а дали ќе се прифати или не, тоа зависи од другата страна. Нели по принципот кој плаќа тој кажува. Да, точно тој што. Сега во тој контекст се случува грешки да направиме. Пример сум зацртал дека треба да го насадам тука тоа и тоа дрво или грмушка, а веќе растело неколку години и решавам да го преместам, односно да го дислоцирам. Каква е таа постапка, дали е возможно тоа да се направи? Возможно е ако се прави во правилно време и на правилен начин. Тоа значи овој период сега, значи кога завршува вегетацијата со паѓањето на лисјата кај листопадните дрвја, тоа ни е индикатор дека можеме да пристапиме кон пресадување, односно дислокација на одредените дрва или грмушки, небитно што се. И многу е битно како точно го направиме. Ние за поголеми видови, односно за поголеми, за повозрастни садници, користиме машини, не се наши, ама имаме соработници доста. Бидејќи треба да се извади добро бусен, добар корен, што помалце да се оштетува корено и да се соодветно да се насади на местото кај што сакаме да биде. И тогаш успехот е загарантиран. Значи сепак си бара... Не е 100% гаранција, али за 90% има шанси да тргне садник. Тука си бара едно по-високо стручно ниво. Да, сепак јас како шумарски инженер, да, предпоставувам дека препорачувате луѓето да си побараат. И постапката од кога ќе се пренеси, од кога ќе се извади садникот, моментот на преместување, на вадење, сето тоа мора некој да го мониторира, кој што го знае нештото. Така. Различна, обично луѓето сакаат да имаат двора, да имаат помалку обврски.
да биде убаво, Да, да речеме, ама да точно. да немаат премногу обврски. Колку овие грмушести и дрвенести растенија бараат нега и бараат посветеност од страна на собствениците? Па ќе се навратам на смарагдов, многу него го бара и заради тоа што нема лисија да паѓа во есен, Така. оти на да речам домајчинките или Так. господјите дома, Така. треба да се метат лисијата во есен, да се собираат, тоа е малце мачна работа за некој. И бара нешто што го садиме и така толку. останува да Си биде расти. декоративно и си расти, да. И има претежно зимзелените декоративни дрва и грмушки. Најчесто бара одржување во смисла ако сакаме формата да ја доведиме до некој степен како ние што сакам, дали неправилна или не знам излегла ни смета на патеката па мора да пресечиме, тоа е одржување. При храната заштитата е многу битна со променава на климатските промени што се случува последниве години. Еве јас лично искуството покажа дека и се појавија инсекти и болести кои што се имуни на препаратите. Така. И мора да бараме солуции цело време. Тоа ни е како некој не експеримент, ама предизвик да го решиме проблемот. Досега фала му на Господ Успева. сме го решиле секој проблем, али се случува многу брзо некако во однос на климатски промени и затоа треба да се внимава. И тоа е тоа е одржувањето на садниците, значи заштитата, прихрана, полевање и секој садник ќе дојде во свој сјај како што треба. Сега постојат оние рековме што сакаат посветено секојдневно да си чепкаат помалку во градината. Да, има и такви. Па да насадат да купат, но доколку сакаат да имаат убав двор и решаваат да се обратат во Дардам градини, што вашата фирма им нуди од почеток до крај за да направат еден убав двор? Да, Дардам градина. Првично се занимава со проектирање, изведба и одржување на зелени површини и како втора дејност е продажба на декоративни зимзелени листопанни дрва, грмушки и цвеќе. Така. Како и сите пропратни работи, сакси, почва, тресет, субстрат, прихрана за трева, прихрана за садници, прихрана за цвеќе, значи сите тие работи ги имаме. Исто така новина последнава година дена е тоа што почнавме да инсталираме и системи за наводнување, капка по капка, поп-ап систем, поп-ап прскалки кои што не се гледа во земја, излегува под притисок. И морам да кажам дека тревник без систем за наводнување е многу полошо колку тревник кој што има систем. Така. Значи, и то многу пати кај други клиенти го кажувам, изведбата на зелената површина е само 10%, 90% е одржувањето. И негата на истата зелена површина. Значи сето тоа може да го добијат, вие сте активни на социјалните мрежи, може да ги видат и проектите кои досега сте ги работеле, а продажното место да им објасниме каде е поточно. Се наоѓаме од семафори Чумовчанец према театар од десна страна на 50 метри. Так. Веднаш има брашнарница, па Дардам гради. Значи лесно Лесно е, да, локацијата, на лесно Александар може. Македонски. Сега ние имаме рубрика која во едниот дел представува некоја култура која се јаде, а во другиот дел представува некоја декоративна култура. И сега бидејќи денес со тебе разговараме за овие дрвенести и грмушести декоративни култури, дали можеш да издвоиш некоја од нив што е, да речеме, поспецифична или помалку ја има, а еве одговара за нашите услови, е добра според карактеристиките, не бара некоја голема нега? Би почнал со грмушките, макар што гледам дека сега и веќе некои луѓе ја има насадено во своите дворови, тоа е фотинијата која што се употребува и за жива ограда, која лично јас сега сакам напролет дома да си ја насадам да правам жива ограда. Многу декоративна, зимзелена грмушка, значи
зимзелена со кожести листови, Така. тоа значи ги држи лисијата во зима, Дебела кутикула. да, на Така. листот, да. И генерално отпорна на болест, си има свој барања во однос на прихрана, но Каква боја има? напролет новите ливчина што излегуваат се црвени, после се зелени и на есен пак поцрвенува. Значи мешана е црвено-зелено И дополнително ја зголемува декоративност. декоративноста, да, значи страшно убава. Јас сум фасциниран од тоа нешто. Така. Да, лејлан докако живеа во града исто така доста се употребува, тој не е ново нешто, но и тој е, да го речам, декоративно и би го препорачал исто така. Од категорија дрва, Така. од категорија на дрва би го препорачал јаворот и јапонскиот, Црвениот, да, или- Атропурпура, Acer palmatum, Така. да, јаворот е доста интересен, но морам да кажам дека е сенко љубив, не ичи многу сонце, и тоа е многу битно во изведбата на зелените површини, треба да знаеш кој вид, дали сака сонце или сенка, заради што во жешкиот, Тогаш во летни попусто ќе го насадиме. џабе ако ќе биди, разговара. да, заради што кај нас во летниот период уве зрачењето стасува и до 10 и тоа е многу страшно за тие што не ича многу сонце. Така. А да се навратам на дрвата, каталпата ја кажавме преđe Така. како калем, Со убавите бели раскошни цветој, да, И каталпата, лисија огромни. црешата, да, лисија има интересни. Така. Цреша, брезата е многу добра, морам да кажам за брезата, дека дава благосостојба во воздухот, ги неутрализира негативните иони во воздухот. Та се препорачува во болници кај што луѓе има проблеми со дишење или со расположение. Така. Таа е многу добар вид за тоа нешто. И добро е да се насади ако има простор. Таа бара малце сака простор бојче. И затоа од многу фактори зависи. Доколку имаме простор, одиме со поголеми садници, ако имаме помал простор, правиме комбинација да убо за око да биде за сите. Мислам дека споделивме доста информации, искуства, совети, за се она што почитувани гледачи и слушатели ве интересира, Дардам градина ви стојат на располагање за изведби, за совети, за купување на материјали кои ви се потребни. На крајот му се заблагодарувам на Дарко за времето и за советите што ги сподели со Благодарам и нас. на вас. Успех во натамошната работа и ете, упатуваме порака до сите што не гледа и слуша дека можат секојдневно да Повелете се кога сакате, да, Така. и за стручни совети, и за садници, за шо и да е, тука сме. Одржувањето исто така како што го кажав, доколку некој нема време, а сака да има убав двор, Така. тука е Дардам градина да го одржува тоа и да биде убаво во секој период од Оној што годината. го има само да ужива, Дардам Да, си ја Дардам врши да си својата работи. работа. При крај сме на нашево 15-то дружење наши гледачи и слушатели. И предложил малку музика и на крај да се одјавиме и да се поздравиме. Есента е време кога треба да ги направиме концептите и плановите и за
зеленчуковите градини и за дворните површини, да засадиме нешто ново. Затоа користете го убавото време и ведрите денови и создајте си пријатно катче што ќе ве храни и физички, но и духовно. И бидете здрави и живи до 16-тото издание на Градината на Филип. Се гледаме следната среда и се слушаме, се разбира, од 17 до 19 часот на Радио Пела. Градинарски поздрав! Пелагонија на дланка. Пела радио.